би сакал заедно со вас да ја споделам радоста и преку вас да ја споделам радоста и со граѓаните на Република Македонија за извештајот за напредокот и неусловената препорака за Република Македонија, при што оваа радост ја споделив исто така и со комисионерот за проширување господинот Јоханес Хан. Му се заблагодарив за неговиот ангажман, за неговата посветеност за Република Македонија, за да ние постигнеме успех кој што не беше неочекуван за нас, но истовремено исто така разменивме мислења и рековме дека овој успех не треба да не заспие, туку напротив, треба да дадеме многу поголем придонес сега, сите ние заеднички, сите политички сили во земјава, за да го фатиме чекорот кон започнување на преговори за членство на Република Македонија во Европската Унија. Не очекуваат многу значајни работи пред нас, започнувајќи од судските реформи, борба против криминалот и корупцијата, како и имплементација на сите препораки што произлегуваат од Брисел, за да ние што е можно поскоро да ги започнеме преговорите за членување. Целиот разговор беше во овој правец, многу содржајна средба, но од нас се очекува да бидеме многу поактивни, не само како политички партии или само држава, туку воопшто како општество, како политички партии да се залагаме за нашата заедничка иднина на нашата земја. Секој успех што сме го постигнале е заеднички успех и на опозицијските партии исто така. Но и денешниот успех е исто така заеднички успех на сите политички партии, било тоа на власт или во опозиција. Џафери. Да го чујам. Дали сте готови да ослободите некои од позициите во владата за БЕСА? Тоа се разговори помеѓу политичките партии кои што се одвиваат. Со тек на времето ќе видиме како ќе менаџираме и како ќе одлучиме во однос на тоа прашање. Суството за еден дел од албанците останува селективно, Алмир, случајот и се тоа. И слушнавме по бомбите како функционери на ДУИ се пазарат за позиции. Што ќе се смени? Би било добро вие тие пазарења да ги демаскирате како медиуми и дека ако има селективна правда, да ја демаскирате пред јавноста, кои се тие суди, кои се тие обвинители, кои што делат селективна правда. Јас сум политичка партија и банам да нема селективна правда и да се воспостават работите правилно. Двете беси се готови. Африм Гаши беше пред вас тука. И дека последниот збор за дали ќе станат они дел од владата го има Али Ахмети, Зоран Заев. Сигурно дека Демократската унија за интеграција е многу сериозна партија и е во тек со се што се одвива во земјава
Ние не сме гледачи, туку сме актери во одлучувањето во политиката. Дали сте готови да ослободите некој место во владата за да стане беза? Јас не сум препродавач на бит пазар за да давам или да зимам министерства. Преговорите се одвиваат помеѓу политичките партии. Јас кажав дека на тезга не работам. Господин Ахмедов? Е прашање на него. Ајде кандеј најпитја. Господин Ахмети, дали очекувате во јули конечно да добиеме датум за почеток на преговори? Какви се вашите чувства? Сметам дека со климата која што е актуелно створена и комуникацијата која што имаме помеѓу власта и опозицијата, сметам дека работите ќе земат правилен тек и оваа клима која што се изгради никако не треба да се наруши. Но напротив, да дадеме придонес за уште поголема клима на соработка, затоа што тоа ќе биде од полза на нашата земја и опозицијата би било добро да даде придонес затоа што тоа е добро за нив. Кога кажувате клима, мислите ли на решение за изборите? За кое што вчера премиерот беше оптимист и кажа дека би се очекувало во наредните недели да има некаков разлог. Јас имам дадено изјава пред јавноста дека ова е многу чувствително прашање и не е прашање кое што би требало да се дебатира на пресконференции или на телевизиски дебати. Во полнек се преговорите и разговорите и сите ние очекуваме да има позитивен епилог. За такви осетливи и сензитивни прашања, мислам дека сите ние треба да дадеме, да бидеме внимателни, затоа што најзначајно е да постигнеме решение. Да се постигне компромис, кој што ќе биде прифатлив од сите нас. Дали Хан имаше барање од Дуи? Да, конкретни барања од Дуи. Сите пораки што ги има испратено до политичките партии, ги испрати и до нас, во правец на поддршка на реформите во земјава, борбата против криминалот и корупцијата, но тие беа општи пораки за сите политички партии во земјава. Дали има договор како ќе се постапи со законот за јазици? Сметам дека законот за јазиците е усвоен и тоа сите го знаат и е прашање на време како ќе успееме да го објавиме во службен вестник. Како ги коментирате вчерашните обвинувања за вмешаност на Бејта и на други функционери на ДУИ во случајот Монструм? Јас немам информации, затоа што не сум дел од тој процес и тие објаснувања би било добро да ги побарате во самиот процес кој што се одвива. Вчера, судскиот процес кој што се одвиваше вчера. Имаше медиуми кои што ги објавиле представници на ДУИ кои што злоупотребувале. Имаше пратеници кои што злоупотребуваат патни трошоци. Денеска се сите тие функционери не се санкционирани. Ниту од партијата, ниту од правдата. Како ќе превземете мерки против функционерите? Ако има пратеници кои што злоупотребувале, нивната функција, ако ја злоупотребувале, би било добро вие самите да разговарате со авторитетите во собранието и во институциите
Ова е тема која што не е прв пат што ја слушам за патните трошоци и треба да се регулира со закон. Но исто и за нивната активност. Не го делам вашето мислење. Не го чув дека правеле криминал. Ако има во рамките на ДУИ функционери кои што ја злоупотребуваат до вербата и злоупотребуваат средствата на граѓаните, тогаш ве молам да ги демаскирате со име и презиме и со факти пред органите на правдата при обвинителството, затоа што и јас не сум обвинител, не го представувам обвинителството, јас сум политичка партија која што е заинтересирана за работите да одат во правилен тек. Прашања кои што се против граѓаните и против интересите на Република Македонија треба да добијат заслужена казна, не само тие што држат јавни функции, туку било кој. И последно прашање. Има ли функционери од ДУИ со кои што не сте задоволни? Затоа што сте имали неколку средби на претставителството. Јас 18 години никогаш не ги фала моите функционери, затоа што секој работи за да се покаже самиот себе си и да ги демонстрира своите професионални можности и на крај е граѓанинот, јавноста, гласачот кој што ќе даде оценка. Не е битно дали јас ќе ги фалам или не, најдобрата оценка е гласачот.